Централни вести на Канал 5. Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите. Поднесено обвинение за возачот кој ја усмрти Фросина Кулакова на Партизанска. Поминал на црвено, без возачка дозвола и под дејство на алкохол. Крива река загадена со цијанит и олово. Општината ќе бара кривична одговорност. За неколку стотици пати е зголемена концентрацијата на цијанит, фосфор и азот во Крива река. Поранешните градоначалници на Кочани и со одлука на апелација остануваат во куќен притвор. Партиите на Лидерска ќе разговараат за трагедијата и за истрагата. ССМ излегува на протести. Ке се бара минимална плата од 500 евра. Сојузот на синдикатите на Македонија излегува на улица на 2 април, онака како што ветивме пред 1 месец. Владината одлука за покачување од 1800 денари ја сметаат за незаконска. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинение за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот против 21-годишниот Васил Јованов, кој пред 2 месеца ја усмрти Фросина Кулакова. Според обвинителството, тој не се придржувал кон прописите и со тоа свесно го довел во опасност животот на луѓето, а најавија и дека ќе бараат продолжување на притворот. Сандра Спасовска. 2 месеци по трагедијата на Партизанска во која загина младата Фросина Кулакова, обвинителството поднесе обвинение против возачот Васил Јованов. Тој се товари за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од член 300 став 2 во врска со член 297 став 1 од Кривичниот законник, дело за кое е предвидена максимална затворска казна до 20 години. Во обвинението се наведува дека Јованов на 29 јануари годинава, кога смртно ја прегази Фросина Кулакова од Неготино, поминал на црвено светло, без возачка дозвола, под дејство на алкохол и со двојно поголема брзина од дозволената. На 29 јануари, 15 минути пред полнок, обвинетиот без воопшто да поседува возачка дозвола, управувал патничко возило Peugeot 207 во собственост на неговиот татко, не се придржувал кон прописите и со тоа свесно го довел во опасност животот на луѓето. Автомобилот го управувал под дејство на алкохол, односно со 0,80 промили алкохол во крвта, но и со брзина на движење од 91 км на час, што е речиси двојно поголема од дозволената. Од силината на ударот, како што посочуваат од обвинителството, младата девојка била исфрлена во воздух и удрила во семафор. Од здобиените тешки телесни повреди починала на самото место. Кога дошол пред обележан пешачки премин на крстосницата меѓу булеварот Партизански одреди и улицата 29 ноември, продолжил со движење на вклучено црвено светло на семафорот, кој сигнализирал забрана за минување, и со предниот лев дел од возилото кое го управувал удрил во телото на пешакот Фросина Кулакова, која поминувала на обележан пешачки премен и зелено светло за пешаци. Од обвинителството велат поради сериозноста и тежината на кривичното дело, возраста на обвинетиот, објектот на заштита, било побарано од судот мерката притвор да биде продолжена. Водата во Крива река е опасна по здравјето на луѓето. По хаваријата во рудникот Тораница, вели градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски. Според него, во водата има 10-кратно повеќе присуство на метали и најави дека ќе поднесат и кривична пријава. Повеќе од Јорданчо Цветановски. Водата во Крива река е опасност по здравјето на луѓето. Откако пред 2 недели избила хаварија во рудникот Тораница Булмак, пошто реката е сериозно загадена и обоена во сива боја. Градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски изјави дека водата во реката има 10-кратно повеќе присуство на тешки метали, особено олово. А уште пострашно е што поради хаваријата сериозно е загадена и почвата и земјоделските насади во околината. А во ризик, вели тој, е ставен и сточниот фонд. За неколку стотици пати е зголемена концентрацијата на цијанит, фосфор и азот во Крива река. Затоа го повикуваме јавниот обвинител итно да преземе мерки за санкционирање на сторителот на ово загадување, тоа согласно член 218 од Кривичниот законник, кој што предвидува затворска казна од 4 до 10 години за оној кој што со непридржување на прописите за заштита на животната средина
ќе го загади воздухот, почвата, водата, водната површина или водотек во поголем обем или на пошироко подрачје. Митовски најави дека општината ќе баре и кривична одговорност за оваа хаварија и повика обвинителството да реагира. Запрашан за тоа дали е загрозена водата од градскиот водовод поради загадувањето, Митовски кажа дека истата не е доведена во опасност и додаде дека ќе ги почекаат и официјалните резултати. Во меѓувреме од Министерството за животна средина потврдија дека рудникот е казнет со 200.000 евра, а одговорното лице со казна од 10.000 евра. По извршен вонреден инспекцијски надзор од страна на Државниот инспекторат за животна средина, утврдено е дека од страна на Булмак, подружница рудник Тораница е сторен прекршок од трета категорија, за кој казната е максимална и изнесува 180.000 до 200.000 евра и 10.000 евра за одговорното лице. Соопшти од Министерството за животна средина. Еколошкиот инцидент се случил на 14 март во утринските часови, помеѓу 6 часот и 30 минути и 7 часот. Според известувањето од рудникот, пукнала цевка преку која се носела технолошката вода од толожникот за јамски води до погонот флотација, која не содржала хемиски средства, бидејќи била истечена пред да дојде во погонот на флотација, но била заматена. На денот на случувањето, истек на јамска вода во Крива река, овластени лица од компанијата веднаш пријавија до надлежните институции за навремено и соодветно да постапат, согласно пропишаните правила и протоколи, велат од компанијата Булмак. Водата од цевководот за јамска вода, освен природни, механички нечистоти, мобилизирани од поројниот тек, не содржи никакви хемиски или друг вид субстанции и материи кои што се резултат на технолошкиот процес од флотацијата на рудникот Тораница. Редовно и во континуитет, уште од самото преземање на работата на рудникот Тораница, вршиме технички прегледи и одржување на опремата, инсталациите и сите технолошки системи, вклучително и чистење на таложникот за отпадна јамска вода, за кој согласно интегрираната еколошка дозвола, соодветно го известуваме Државниот инспекторат за животна средина, велат меѓу другото од компанијата. Македонија заостанува кај владење на правото и јавната администрација. Евроамбасадорот Рокас со предупредување. Реформската агенда не е замена за членство. Сакаме да видиме силно судство, што ќе биде секако основа да и се помогне на земјата да се избори со корупцијата. Во секторот правосудство реформите одат малце поотежнато. Поранишните градоначалници на Кочани, Радко Димитровски и Никола Илиев, осомничени за трагедијата во дискотеката, остануваат во куќен притвор, соопшти Апелацискиот суд во Штип. Судот ги отфрлил жалбите на осомничените и на адвокатите и на основниот јавен обвинител од Кочани против решението на Кривичниот совет на Кочанскиот суд, со кое мерката притвор се заменува во мерка куќен притвор. Судот ја приватил жалбата на обвинетиот Димитровски во делот на решението за привремено одземање на патната или друга исправа. 8 повредени од дискотеката Пулс ќе бидат пуштени на домашно лекување, а 9 кои се лекуваат во странство се враќаат денеска, информираше министерот за здравство Арбен Таравари. На клиниките во Скопје, како што кажа тој, ќе останат 22 пациенти, а во странство остануваат 99. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Нов центар за изгореници се планира да има во болницата 8 септември, изјави министерот за здравство Таравари. Оваа голема несреќа покажа дека треба да има промени и интегрирање во клиничкиот центар. Веќе зборуваме со 8 септември, кај што беше оделот за инфективни болести, односно ковид центар, со директорот сме координирани, нему му требаат човечки ресурси и евентуално таму може да биде иден центар за изгореници, меѓутоа и да имавме сега центар за изгореници со 10 легла за 200 пациенти е малку. Оваа ситуација ни покажа дека клиничкиот центар треба да биде интегриран. И затоа набргу ќе инсистирам во координација со сите релевантни политички фактори, барем да почнеме со хирургија, иако тој процес тече, а потоа комплетно клинички центар да биде една единица.
многу подобро би се организирале. 8 пациенти денеска заминуваат на домашно лекување. Во Скопје остануваат да се лекуваат 14, а во странство 91. 9 се враќаат. Министерот потврди дека сите пациенти се на трошок на државата. До денеска од владата во понеделник или вторник се пуштени во сметките на семејствата тие сметки што се дадени. Може би има некој случај што не дал сметка кај што треба да биде пуштено. Меѓутоа, владата сите трошоци, буквално сите трошоци на сите пациенти се покриени. Позитивна вест е што состојбата на четворицата критични пациенти во странство се подобрува. Директорот на токсикологија Чибишев потврди дека сите пациенти во клиниката се стабилни. До сега до Министерството за образование нема пријавено негативен случај за трагедијата во Кочани, но има барања за помош, вели министерката за образование Весна Јаневска. Ова е нешто што ќе потрае и затоа сите ние до последен треба да се вклучиме за да ги помогнеме на младите да се справат со проблемот, а при тоа да ги избегнат несаканите појави, како што би било каков тип на агресија, па може би и предолго жалење, потенцирање на трагедијата и така натаму. Продолжуваме да ја одржуваме организацијата, вклучуваме што е можно повеќе психолози училишни, но знаете и тој број е ограничен, како и да се спроведуваат обуки и во моментот на секоја дојава за помош реагираме веднаш. Во моментот немаме пријавено негативен случај, имаме апели за помош, негативни случаи до Министерството не стигнале. По најавата на лидерот од опозицијската СДСМ Венко Филипче дека следната недела во собранието ќе инициира лидерска средба по пожарот во Кочани, од владата велат дека кај нив нема стасано официјално барање, ниту пак иницијатива од СДСМ, но дека владата и премиерот се отворени за секаков предлог кој што има за цел да помогне. Повеќе од Андријана Лазова-Божиновска. Владата и премиерот Мицкоски се отворени за секаков предлог и иницијатива која ќе биде од помош. Ова е одговорот оттаму по најавата на опозицијскиот лидер Венко Филипче, дека ќе побара лидерска средба меѓу најголемите партии по трагедијата во Кочани. И од владеачката ВМРО ДПМН потенцира дека партискиот претседател стои на располагање, но сметаа дека за тема како оваа треба да се побара средба преку официјални канали. Она што е факт е дека до нас не е пристигнато официјално барање ниту до владата, ниту пак има иницијатива од СДС, гледаме само најави преку медиуми. Вакви сериозни ситуации налагаат сериозен пристап. Владата и премиерот се отворени за секаков предлог и иницијатива која би помогнала. Дека ќе побара да седнат на маса за заеднички да скројат план за решение на главните државни проблеми. Филипче најави на хуманитарниот телетон на Канал 5 кој се одржа синоќа. Тој кажа дека преку единство и обединување треба да се преземат конкретни чекори за длабоки реформи во секоја сфера. Следната недела јас ќе повикам на лидерска средба во собранието на лидерите на најголемите политички партии на кои што сакам да го презентирам мојот план, што јас мислам дека ние требаме и имаме обврска да направиме за државата. На страна од сите коалиции, на страна од сите коалиции во опозицијата и на страната на власта сега во овој момент. Да се направи тоа што суштински треба, вистински реформи во правосудството. Да се направи тоа што суштински треба за да се промени здравствениот систем, да се почне изградбата на клиничкиот центар. Собранискиот спикер Гаши за Канал 5 кратко изјави дека доколку има барање за лидерска, тој со задоволство ќе биде домакин. Опозицијската ДУИ пак оценува дека приоритет е да се уважи нивната иницијатива во рамки на собранието. Прво треба да се основа парламентарната комисија со меѓународен надзор, а потоа ќе треба да се размисли за лидерска. Од тука ги повикуваме сите пратеници кои не сакаат една од најголемите трагедии во државата да заврши со селективна правда. Стои во одговорот од ДУИ. Одвреди пак вела дека
опозиционерите заеднички имаат обид за политизација. После најавите од СДСМ дека ќе барат анкетна комисија за Кочани, која очигледно е во координација со нивните пулени дуи, кои наивно веруваат дека може да се представат како лажни жртви на политички прогон. Господинот Венко Филипче потврди дека има намера да ја политизира колективната трагедија и со тоа нема кредибилитет да повикува на лидерска средба. Доволна им е координацијата со дуи, велат од коалицијата Вреди. Со свечена церемонија во присуство на државниот врв и со показни вежби на армијата, во касарната Илинден во Скопје се одбележа 5-годишнината од пристапувањето на Македонија во НАТО алијансата. Во обраќањата неизоставена беше и темата за трагедијата во Кочани. Во касарната Илинден беше Дејан Трајковски. Нека има вечна слава. Слава. Со минутен молк и громогласен војнички извик слава им на загинатите во Кочани и за армиските војници. Преку пораки за сочувство и силни емоции, Македонија одбележува 5 години членство во НАТО алијансата. Ренџери, волци, пешадиски баталјони и воена полиција, сите застанати рамо до рамо, испукаа 59 куршуми во чест на жртвите. Првите говори ги држаа лицата во униформа, генералот Лавчиски и НАТО адмиралот во Неапол Стюарт Манч. Адмиралот со пофалби за Македонија како силен и способен сојузник кој придонесува на сојузничката маса. Говорот го започна со молк, а потоа изрази сочувство за жртвите од трагедијата во Кочани. In the face of such loss, know that the NATO alliance stands with you. On behalf of Allied Joint Force Command Naples, we offer our condolences and support in this time. Големи жртви и болни компромиси биле направени за оваа стратешка цел, какви не биле побарани од ниту една држава, порача врховната командантка на армијата Гордана Силјановска-Давкова. Македонското членство во НАТО беше препознаено како врвна стратешка цел заедно со членството во Европската Унија. Меѓу нас се дел од ветераните на македонската одбрана, кои што своите кариери ги посветија на остварувањето на оваа цел. Министерот за одбрана Владо Мисајловски повтори дека ќе продолжат вложувањата во армијата, која и во иднина ќе го дава сериозниот придонес во алијансата. Со членството во НАТО ја зацрстивме својата безбедност, но и даваме свој придонес со своји капацитети во зацрстувањето на регионалната и колективната безбедност. Од нашите 31 земја сојузник имаме голема поддршка во развојот на вооружените сили. Говорите беа проследени со показни вежби и спасувачки операции. На одбележувањето на 5-годишнината од НАТО членството во касарната Илинден присуствува и премиерот Мицкоски, амбасадорката на САД Агелер, собранискиот спикер Гаши и други политички представници. Реформската агенда не е лек за сите болести, туку заеднички напор за трансформирање на општеството на патот кон членство, порача евроамбасадорот Михалис Рокас на презентацијата на мерките од планот за раст со министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Реформската агенда не е замена за членството во ЕУ, ниту лек за сите болести, туку алатка за да се поддржат подготовките за членство, порача евроамбасадорот Рокас на денешната презентација на мерките од планот за раст за Западен Балкан и реформската агенда. Македонија според него особено каска со реформите во две области: владење на правото, кое како што кажа е приоритет и очекува конкретни чекори за брзо време, и реформата во јавната администрација. Нашиот став е дека се што може да се гледа како мешање во независноста на судството и функционирањето на судскиот совет е прашање кое што кај нас предизвикува загриженост. И сите знаеме дека правните основи за распуштање на членови од судскиот совет не се поврзани со интерпелацијата. Тоа е поинаква процедура. Сето ова го следиме навистина од блиску и секако сакаме преку реформите на кои што сите чекаме, сакаме да видиме силно судство
што ќе биде секако основа да и се помогне на земјата да се избори со корупцијата. И министерот за европски прашања Орхан Муртезани смета дека потежнато одат реформите во судството и се надева дека процесот ќе добие дополнителна брзина. Тој укажа на важноста на планот за комуникација и видливост на планот за раст, која според него е клучот на успешноста на реформите. Првиот сигнал е дека во секторот правосудство реформите одат малце потежнато. Колку и да министрите се трудат да дадат дополнителна динамика, динамиката на имплементација на реформите, таму ми личи за сега дека е побавна. Се надеваме дека ќе добие дополнителна брзина. Македонија ги доби првите средства во износ од 52,4 милиони евра од предфинансирањето во рамките на инструментот за реформи и раст од ЕУ. Од нив околу 24,4 милиони евра се за буџетска поддршка и веќе се уплатени на Министерството за финансии. Станува збор за 7% од вкупната вредност на финансиската поддршка, која што изнесува 750 милиони евра. Државата добива средства и од тековните ИПА програми, кои надминуваат 500 милиони евра во чисти грантови за финансирање. Сојузот на синдикатите на 2 и на 7 април излегува на протести. Оттаму велат дека причината за тоа е бидејќи не биле прифатени нивните предлози за утврдување на износот на минималната плата. Повеќе од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Сојузот на синдикати на Македонија денеска најави протести поради одлуката на владата да ја утврди минималната плата без учество на работниците, како што налага законот за минимална плата. Протестите ќе се одржат на 2 април. Ова денеска на пресконференција го изјави председателот на ССМ Слободан Трендафилов. Главна причина за ваквата одлука, како што посочи, е одлуката на владата еднострано да ја усвои информацијата за минимална плата, со која минималецот се зголемува за нешто над 1800 денари, што според синдикатот е на штета на работниците. Председателството на ССМ што тука заврши својата седница на која донесе одлука дека Сојузот на синдикатите на Македонија излегува на улица на 2 април, онака како што ветивме пред 1 месец. Часот кога ќе започне јавната седница на органите и телата на Сојузот на синдикатите на Македонија, вклучително и синдикатите здружени во ССМ, е 12:05 минути, имајќи во предвид дека 5 до 12 одамна помина, а 12 часот помина тогаш кога владата одлучи еднострано да усвојува информација и со информација да утврдува износ на минимална плата на штета на работниците во Македонија, не прифаќајќи ги нивните предлози за утврдување на висината на износот на минималната плата. Трендафилов рече дека намирата на синдикалците не е да се руши владата, туку да им се зголемат платите на работниците. Не сме ние тука да рушиме владата. Ние сме тука за владата да ни зголеми плати и да живееме достоинствено со тие плати кои ќе ги примаме. Но укажувавме на владата во последните 3 месеци, особено од декември навакај, дека објавата на минималната плата, која е законско обврска, мора да се случи почитувајќи го законот за минимална плата. Барањето на ССМ беше платата да се зголеми за дополнителни 6000 денари, односно да изнесува 500 евра, со тоа што разликата на дел од придонесите во рок од 12 месеци да ги покрива државата. Минималецот се утврдува еднаш во годината во месец март. Според законот се пресметува во висина од 50% од просечната плата и 50% од порастот на трошоците за живот од минатата година. Само една од 800 згради кои што се наоѓаат на територијата на општина Карпош ги исполнува сите законски прописи за безбедност, кажа денеска на пресконференција градоначалникот на општината Стефчо Јакимовски по направените вонредни контроли. Морам да кажам дека овој пат одзивот е многу голем. До сега се отповикале 330 влезови или згради. Инаку општина Карпош има 820 згради и околу 1500 влезови. Значи до сега одговориле 330 и уште 250 се јавиле на нашите телефони за дополнителни инструкции. Од онаа контрола што е направена од страна на нашите инспекцијски служби, само една зграда е исправна по ПС. Додека Македонија се уште е во голема тага поради трагедијата во Кочани, пропагандните мегафони на ВМРО ДПМН шират навреди, клевети и говор на омраза на социјалните мрежи, велат од СДСМ.
откаде што бараат владеачката партија да се дистанцира од Миленко Неделковски. Дури и младите момци и девојки кои што легитимно бараат правда и рисет на системот, се навредувани со погредни зборови и се жртви на таа препознатлива омраза и говорна омраза од ДПМН-евските мегафони. Прашањето кое што треба да се постави е дали ДПМН се согласува со скандалозните изјави на Миленко Неделковски и дали ДПМН ќе се дистанцира од Миленко Неделковски и неговиот за него препознатлив говор на омраза. Во Македонија говорот на омраза е кривично дело, казниво со закон. Тоа е дефинирано во повеќе закони, така што во овој момент и надлежните институции, наместо да спијат, треба да почнат да делуваат веднаш по ова прашање. Ивана Стојановска како домакин ве очекува во продолжение во уште едно издание на Самовистина. Пријатна вечер.